Почитувани граѓани, изминативе 2,5 години се покажа дека судството остана последната тврдина на заробената држава, под контрола на одреден број судии и обвинители на моќни позиции. Овие последни упоришта на заробената правда продолжија да ги контролираат судските процеси во кои беа осомничени токму протагонистите на режимот, злоупотребувајќи ја одвоеноста на судската од извршната власт. Овие така наречени сваровски судски центри на моќ застанаа на патот на правдата. Ова мора да престане веднаш. Правосудството мораме да го прочистиме од нечесните судии и обвинители, за да можат честните и професионалните непречено да ја обезбедат правдата која чекаат граѓаните. Антикорупцијската комисија токму сега врши проверка на парите и имотот на сите членови на владата, започнувајќи од мене. И тоа е сосема во ред. Затоа ја повикуваме Државната комисија за спречување на корупцијата да започне постапка за проверка на имотот на судиите и обвинителите веднаш. Комисијата има таква можност и ја охрабруваме да ја спроведе веднаш. Извршната власт ќе ги стави на располагање сите своји капацитети за проверка на потеклото на имотот и парите на обвинителите, судиите и нивните семејства. Антикорупцијската комисија треба да ги утврди и конфликтите на интереси. Секој судија и обвинител треба да ги декларира сите адвокати, правни застапници и обвинители од своето обкружување со кои на било кој начин се поврзани или биле поврзани во судските постапки што ги воделе. Ги повикувам Судскиот совет и Советот на обвинители да ја оценат одговорноста на судиите и обвинителите за застарувањето на предметите и целосно да ја проверат професионалноста и ажурноста на работата на судиите. Мораме да обезбедиме правосудство кое одлучува, а не правосудство кое застарува предмети. Мораме да го прочистиме судството од непрофесионалните, неажурните и корумпираните. Истовремено, најавувам дека преку институциите ќе започнеме контрола на сите лекарски потврди за домашен притвор или за привремено пуштање од затвор по кој се случило бегство. Владата ја повикува и Европската комисија веднаш да го стартува инструментот за мониторинг на судски случаи од висок профил. Согласно законските одредби за јавност, владата предлага сите снимки од судење на случаите кои ќе бидат наблюдувани од Европската комисија да бидат достапни во аудио верзија. Време е судството да се соочи со јавност. Почитувани граѓани, ова прочистување ќе овозможи правда да може да носат само праведни судии, а не кочничари на правдата. Пред граѓаните ветивме правда. Му дадовме шанса на судството, а од таму досега немаше резултати. Затоа, судството ќе мора да се соочи со граѓаните, да се прочисти од нечесните и да се промени.